say, oh my God, I see the way you shine. Take your Убавиот и сончев ден, невообичаен за овој период од годината, како и мирното време, беа причина која не намами да излеземе на риболов. And now I beg to see you dance just one more time. Ooh, I see you every time. And oh my, I like your style. You make me wanna cry. And now I beg to see you dance just one more time. So they say, dance for me, dance for me, dance for me, oh. I never seen anybody do the things you do before. They say, move for me, move for me, move for me, eh, eh. And when you're done, I'll make you do it all again. I said, За денешниот риболов сите предуслови беа исполнети, а и нашето расположение исто така беше на доста високо ниво. my eyes, just like a monkey, I've been dancing my whole life. But you just beg to see me dance just one more time. Ooh, I see you every time. За дестинација на која ќе рибариме спонтано е одбране да биде езерото Бучинци. You make me wanna cry. And now I beg to see you dance just one more time. So they say, dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh. I never Некако ова езеро ни беше најблиско, бидејќи денот веќе го навестуваше пладнето, па така во тој поглед бевме некако временски ограничени. And when you're done, I'm get you to be that again. Населеното место Бучинци се наоѓа на крајниот источен дел на Скопската котлина и припаѓа на општина Илинден, а атарот граничи до територијата на општина Куманово. Од градот Скопје оддалечено 29 километри. Селото е рамничарско и лежи на 370 метри надморска височина. На самото езеро изградена е и брана. Бучинци е едно од постарите села во Скопската котлина, а воедно најстаро во североисточниот дел на Скопската област. На местностите градиште и црквиште северно и северозападно од селото се продадени остатоци од античко време и повеќе други епохи, како и стари гробови. Веднаш со самото пристигнување на езерото се зафативме со склопување на трските за риболов и поставување мамци на истите. Воедно започнав со подготвување на припремата за подхранување на крапот и за кратко време мамците со потхрана веќе беа спремни за поставување.
Следниве моменти нема да ги коментирам. Оставам да уживате во прекрасната гледка која ни ја пружа ова езеро.
поразговарав со еден од местните рибари, кој подолго време лови на езерото Бучинци, кој ми кажа доста интересни податоци како за езерото, така и за уловените примероци на ова езеро. Ама, едно Па тука нема трава? Имам, а он ми избега натак, Аха. према средина и Колку време го вадеш? скоро 45 минути. Ту. А нема, борба за живот. А, да. Борба за живот. Го донесе добола тука близко, па. Да, тут да го дам. Ново и крај го извади. Да, и го фатиш за шкрга и Го извади. го изведе. Што обично на косите крајот, нели, обалата ше, А три одма пати, дава напон а 3 пати ми се враќаш. Вода. у вода. Да, Со шо конец? 18. 18-ка. 18. Браво, бе. Ево, исти од 2,5 кила. Еј, 800, така. Ти скоро 3 кила. Да. Браво. А, како рече прошлата недела, колку извади? 15 кил. 15 кила крап. Да. Па колку, а езеро од кога е ова направено? Ова има 30 години сигурно. Што од 70-тите или порано? Така нешто. Од водостопанство уште. Забрана за наводнување на ова ше езеро? Да, за наводнение. Како се вика ова или нема име? Езеро Бучинци, е? Да, Бучинско езеро. Некогаш порибувано е ова? Да. Кој го порибува? Мештани. Население Ние тука, рибари, да. Ние рибари така. Што сме често тука. Што риба му пуштат? Има караш, имаш клен, имаш попадика, Костреш? костреш има, да, има костреш, караш. Како викаат оние амерички сомчиња и тоа сега и се. Тие, Од кога ги има тука? тие од увек. Од увек, а? И да пресуши, Тие тие немат живат. Тие живеат така. Да, И секој ден има рибари овде. има. А, А за викенди може и по 50 на 100 има, нема. има. Има. Па добро. И кога е сезоната За крап. за крак? Кога е? Сега е сезоната. Од ноември Сега, декември. Да. Па добро. Ти само со една трска си фаќаш? Ја само се... Спортски, права спортски. Спортски, да. Уживам и... Па риболовот е уживање. Да. Добро. Како се викаше тоа? Бистро. Исто. Ајде може ти удри некој голем. Ајде. На езерото веќе имаше пристигнато 30 на рибари кои решиле денешниот ден да го поминат покрај езерото ловејќи риба, а имаше и рибари кои со шатори кампуваа неколку дена покрај езерото. На моменти дуваше и позаселен ветар и пак стивнуваше, а тоа беше презнак за промена на времето и влошување на условите за рибарење.
Денес рибарите не се пофалија со кој знае каков улов, едноставно денес рибата не сакаше да загриза. Успеав за среќа да уловам само еден караш кој набрзо го вратив во езерото. Времето набрзо се влоши. Дувна силен ветар, а на повидок беа темните облаци кои најавуваат дожд, па така ја собравме опремата и го напуштив на ова прекрасно езеро до следното доаѓање. Бистро. Томче Спорт од Кочани е застапник на врвните светски брендови Aimpoint, Duplex, Zuber, Norica, Hafke, Silma. Располага и со голем асортиман на ловни пушки и карабини од марката Benelli, Frenchi, Beretta, Sabati, Baikal, Iže, чешка зброевка, Browning и други марки на оружје од познатите светски производители. Исто така располага со голем број на модели од програмата на Aimpoint, Micro H1, H2, S1 и многу други Red Dot нишани. Ловечка муниција од голем број на врвни производители, Duplex, Zuber и многу други познати брендови. Продавницата е снабдена со комплетна ловечка опрема, како ранци, елеци, одела за лов Deer Hunter, голем избор на чизми од марката Lemigo со заштита од 100 до минус 50 степени Целзиусови, како и друга ловна опрема. Во продавницата на Томче Спорт може да одберете трски од познати брендови, како и друга риболовна опрема која ви е потребна. Меѓу другото, во продавницата може да купите и производи од познатиот светски бренд Штил. Повелете и посетете не за да се уверите во квалитетот и пристапните цени. Томче Спорт. Треските наменети за ловење на пастранка, односно троут, спорт троут, фидер, трските од полник и морските. Трските наменети за лов на море, спин трски. Ке започнеме со троут телескопите. Тоа се спорт троут и теч троут. Исто има и други дели, но сега наградува со вие разговарам, значи не ги краси една одлична тежина, одлична цена и перфектен баланс, кога се држи уште на раце. Квалитетот е XT, значи XXT веќе од теч троутот идеме, што значи дека е наменета за професионалци и риболовци кои имаат искуство со ловење со вакви трски.
Од неодамна Холмик започна исто и со производство на фидер, трски 3D. Во моментов го има Next Gen Gepard, дека го презентираме, искар до 150 грама нација за фрагување со 4 резервни врвчиња, со различни тежини, јачини. И исто така, многу достапна цена, многу ефтино, а квалитетно. Од Холмик имаме производство и на трски наменети за морски риболов. Првиот модел е Stan, тоа е XS серија, која сме веќе кај ова XS, да појасниме на сите гледачи. Кога сакаат веќе да купат модел од Холмик, да го пратат овој знак. Доколку XS тоа е верзија аматерска, XT е веќе полупрофесионална и XXT е стрикно професионална и така иде и цената и квалитетот на самата трска. Значи, како што рековме, наменета е за аматери, односно чисто рекреативци кои идат еднашка два пати на море, годината, и ќе им заврши работа за некои си 30 на евра. Значи да си имате една отлична трска која ќе им ја покрие секоја ситуација, бидејќи од носивост на зафрагување има до 200 грама, што значи многу јака трска. И им ја предлагам на сите оние кои немаат трска за на море да дојдат да си ја вземат, кој што е многу достапно. Сега веќе идеме во професионалниот модел. XT серијата од Холмик и најпродаваниот модел на Холмик, значи морска трска. Акција за фрлање 20-150 има, карбонска е, многу тенка, многу лесна, многу за маневри е многу добра, значи може да се користи за повеќе намени, за спин, за ловење со оловце, за така, значи у повеќе варијанти со осетлив врв е, дури како фидер може на море да се користи, значи едноставно трска која би дошле да ја видите, би знаеле што би кажал, што кажувал. И цената е некоја релативно ефтина, 40 евра, 45 евра, карбонско трскиче многу добро, одлично балансирано, одлично склопено, да издржи од најмали до најголеми